Ивица, пред некои 9 месеци во оваа иста сала на сличен начин разговаравме, тогаш најавивте Суперлига. Од таа дистанца, таа цел беше некако далечна, тешко остварлива, кој веруваше, кој не веруваше, но еве, веќе и теоретски сте суперлигаши и тоа со еден импозантен резултат без изгубен бод. Така. Какво е чувството? Па сега пред 9 месеци кога го најавивме тоа, јас сепак имав план како тоа да го оствариме и имаше многу скептици, не веруваше никој во тоа, дури луѓето од клубот што се не веруваа, но со една напорна работа си дојдоа овие резултати. Лично дури јас не верував дека можеме да го постигнеме со ваков резултат, поаѓајќи од тоа дека има доста квалитетни екипи во првата лига но сепак се уклопија работите, не служеше здравието, немаше повреди, имавме таа спортска среќа, некои надпревари ги добивме драматично. Кој беше најтежок надпревар? Па да ви кажам, најтежок беше со Радовиш. И тоа дома надпреварите беа потешки отколку таму во гости и во Богданци, нормално, жежок, терен, публика и тоа е сепак овие се млади дечки што немаат толку доволно искуство за да го изнесат тој терет, но и јас лично сум изненаден и од нивниот ангажман и од работата, така да... После не знам колку години Велес повторно се враќа на ракометната мапа, повторно Велес има суперлигаш, еден успех на Бисинов Фруитленд кој е врзан за твоето име и името на Бисинов, но не смееме да го заборавиме и Жарко Ѓошевски, спонзорот. Како успеавте да истопите сите потски, освен овој играчки дел? Клуб да се води не е баш лесно. Не е лесно и не е едноставно од причина што, кој што спомнавте, Жаре е сам во оваа приказка, нема помош од никој, човекот со судни маки извојува од неговиот личен буџет за да помогне на градот да се издигне градот на едно повисоко ниво. И мислам дека е време веќе и другите стопанственици, градот, општината да се разбудат веќе и да вложат во нешто што има резултат. Резултатот се гледа по тоа што не е само овој резултат, туку и младите категории играат Final Four во кадети, бевме блиску до Final Four и во пионерите, значи ова е клуб со структура поставена. Значи дека има басен од каде може да се црпат играчи во следните, не знам, 7, 8, 10 години. Има. Тоа е најбитно и тоа беше и поентата зашто дојдов јас тука за да направиме од овие деца да бидат идни суперлигаши и они да го изнесат теретот во иднина, а не да купуваме странци. Велес е ракометен град, тоа веќе е депласирано да се зборува. Борец своевремено играл во финалето на купот на тогашна Југославија. Борец има освоена една шампионска титула во самостојна Македонија, еден куп. Значи овие гледачи знаат што е ракомет. Како да ја вратиме публиката, како да направиме повторно атрактивни надпревари веќе идната сезона. А земајќи го како пример едно Кавадарци кое еве така како е, што нема толкава традиција, точно. Нема толкава традиција, меѓутоа клубот го обедини градот. Така, па мислам дека време е веќе и ние да го обединиме градот. Повикувам највачката група Гемиџи на 31.5 во петок, тоа се паѓа во петок во 19:30, тука ќе имаме една како прослава на титулата каде што ќе ги доделат и медалите и полека се спремаме за таа суперлига која што во последниве години ќе биде најдобро по квалитет затоа што се крати, таму се 12 екипи и тоа доста квалитетни екипи. Нашиот план е да вратиме пред се од Велешаните. Оваа екипа да се задржи костурот. Со кого се разговара? Има преговори со повеќе, се уште рано чекавме да заврши овој официјален дел да бидеме веќе сигурни. Што ќе барате? Ќе бараме релативно на секоја позиција да се појачаме, затоа што не чекаат и младинска лига, овие деца ќе бидат и младинци, треба да одговорат и во младинска и во првата селекција. Имаме разговори веќе со неколку играчи кои што играат веќе, лани беше по проблем, има и договори, а и малку и не верува оваа приказна дека вака ќе се одвива, веќе сега е друго. Условите се на феноменално ниво, функционираме добро, се преговара конкретно, еве, ќе споменам некои велешки имења со
Зоран Стојановски кој што игра во Радовиш оваа сезона, со Тоше Ончев од Голден Арт. И тие се некои велешани, Мартин Димов од Пролет, така да составиме пред се база од велешани и потоа другото ќе го надополниме се. Многумина велат дека ако Велес ги собере своите играчи во еден клуб, дека ќе биде меѓу првите три. Точно е, но сепак има некои пречки за тоа, така што е еден Костадин Петров има 4 годишен договор со Алкалоид, Дарко Димитриевски еве го потпиша 2 годишен договор во Шпанија, така да малку е, а си минат годините, битно е овие деца што се сега да израснат и они да го изнесат теретот наредните години, не за една, али сепак за 2-3 години, битно е Велес да има стабилен суперлигаш. Остануваш ти на позиција и на тренер и на играч. Да, и следната сезона така во двојна улога, да се помогне колку се може на градот и тоа е тоа. Ивица, уште еднаш честитки за овој голем успех. Фала. И посакувам да до крај го истерате, да немате пораз, уште 3 кола има. Се надеваме и ние, се надеваме. надеваме. Едно гостувате, 2 играте дома. Така. И на 31 сите во салата да прославиме заедно. Слави заедно титулата, Так. а од септември со Господ напред. Здрави. Честитки ви. Фала.